вас, Љубомир Јовески и Вилма Русковска. Борба која што веројатно загуби послабиот. Понатаму видовме како се борите со изјавите од страна на Грковска, со која што веројатно имате иста политичка провиненца, меѓутоа еве, таа е една од тие кои што отворено каже дека не е задоволна од работата на обвинителот и тоа не е греф. Затоа што веројатно сите, доколку се охрабрат и кажат дека не се задоволни од одреден функционер кој што бил поставен на одредена функција да даде пример и да ја подобри ситуацијата во случајов со обвинителството, веројатно тоа е вистината и вистината вам не треба да ве боли. Во оваа игра на тронови, јас би сакала да ве запрашам директно и отворено, по чија нарачка вие почнавте да расчистувате со Вилма Русковска. Ова е она кое што треба да го знае македонската јавност. Понатаму, зошто ви опаѓа поддршката од страна на СДС? Прво, ве предложија да бидете уставен судија, потоа, веројатно, истите се откажаа од тоа, а сведок на тоа сме и состојбата во која што се наоѓа нашата сала, нема ниту еден пратеник кој што ќе се конфронтира на нашите ставови, ќе застане во ваша одбранба, освен колешката Калевска Ванчева. Тоа се, за жал, амбиции, демонстрација на моќ. Тоа е една апликација на недопирливост, желба да се стигне до секоја една моќна функција во државата, заради тоа што тоа значи дека вашата игра на тронови на крајот од вашата успешна судска, односно обвинителска кариера ја имате завршено со највисоката функција. Ова е исто така показател на одредена сервилност кон политиката и кон поединци од политиката. Ова е резултат и на одредено изживување врз одредени поединци кои што беа токму ваши жртви изминатите 5 години. И една од причините за губење на довербата на граѓаните во судството и обвинителството е токму вашата амбиција да се кандидирате за уставен судија. Јас ја извадив вашата биографија и од она што можам да го видам е дека вие всушност сте одличен правник, имате брилјантна кариера. Вие сте станале јавен обвинител 2017 година, меѓутоа претходно во вашата биографија се наведува дека најпрвин сте се вработиле во Републичкиот секретаријат за правосудство, понатаму сте биле избран за судија во Општинскиот суд Скопје 2, ова е во 87 година, каде што сте биле и заменик претседател на судот. Понатаму сте биле и вршител на должност во еден мандат и за претседател на Основниот суд Скопје 2. Понатаму, вие сте во 2003 година биле избран за заменик јавен обвинител, а за јавен обвинител прв пат во 2009 година и оваа функција сте ја вршеле се до вашиот избор за член на Советот на јавни обвинители. Значи, вие сте биле и судија, сте биле и обвинител, сте биле претседател на суд, сте биле член на Советот на јавните обвинители, а сте биле и претседател на Управниот одбор за Академијата на суди и јавни обвинители, а во 2 мандати сте биле и член на председателството на Сојузот на Сдруженија на пенологија на Македонија, а во 1 мандат и негов председател. Со должна почит, гледајќи ја ова ваша биографија, јас би рекла дека
да сум на ваше место во моментот би ја повлекла мојата кандидатура за уставен судија и на тој начин би покажала со личен пример дека подобрувањето на довербата во судството и обвинителството може да почне од денес. За жал, може би 2 или 3 месеци ние овде дебатиравме и дискутиравме и набројувавме наши лични причини зошто сметаме дека ситуацијата во судството и обвинителството е таква каква што е. Не добивме ниту демант, ниту изјава, ниту реакција од ваша страна и сето тоа можам слободно да речам дека е една од причините за ваквата ситуација со довербата во судството и обвинителството. Понатаму, јас би сакала да го искоментирам, односно по самиот извештај во работата на јавните обвинителства, пишува дека во правата и надлежностите, пишува дека заради објективно и професионално извршување на функцијата, јавниот обвинител не смее да членува во политичка партија или да врши друга јавна функција и професија. Исто така, Уставот изрично забранува политичко организирање и дејствување во јавното обвинителство. Ако ја гледаме вашата кариера, можеме да сватиме дека вие сте напредувале секогаш кога СДСМ бил на власт и, за жал, на крајот од таа кариера, веројатно заради зацкривање на одредени предмети, вам би било ветено дека ќе станете уставен судија. Ова до денес не се оствари и затоа уште еднаш би ве повикала да го заштитите својот интегритет и да ја повлечете оваа ваша кандидатура. Јас ќе ви набројам некои од причините зошто 5 години сметам дека Република Македонија тапка во место. Во таа ваша игра на тронови, кога кажувам ваша, не мислам само на вас, меѓутоа мислам на сите оние високи чинители во судството и обвинителството кои што преку политиката се борат да стигнат на одредена позиција, ќе кажам дека всушност вие почнавте на многу лош начин. Веќе 6 години во нашите затвори служат долгогодишни затворски казни луѓе кои што се осудени за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од член 313 од Казнениот законник. Тоа се случува овде и сега, пред очите на сите нас, и ако држиме до својот стручен интегритет и базична честност, ќе кажеме дека не само што квалификацијата на делото е несоодветно, туку и постапката пред судот беше пример за пристрасност. Вие гоневте политички неистомисленици и денес имаме луѓе кои што се прогонувани поради политиката, затоа што во вашето владење вие не докажавте дека ниту еден од оние високи функционери кои што ги гонеше СЈО не украл пари. Не се докажа, односно јавноста нема перцепција дека вие всушност направивте добро дело со формирањето на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство беше донесено за да донесе правда. Но што донесе? Донесе куферчиња, Луи Витон, кои што видовме дека обвинителството не дозна каде завршиле. Судот не докажа каде отишле овие пари. И сега вие сакате да ние напредуваме во независноста на судството и обвинителството и да ја подобриме сликата на македонската јавност од сето тоа. Секојдневно на суд одат луѓе. Секојдневно се заборавени по притвори. Ако се сеќавам, излезе во јавноста една изјава од страна на обвинителката која што била нелегално прислушкувана или пуштена една снимка каде што вели дека заборавила во притвор еден обвинет во предмет. И никогаш никој не излезе да каже или да испраша дали е тоа вистина. И овие се сите коцкички
кои што се спојуваат во еден мозаик, наречен недоверба во судството и обвинителството. Дали знаете дека во Република Македонија има луѓе кои што по 5 години седат во домашен притвор и во притвор? Исто така. И ова е една од причините кои што би можела да ги набројам, а за ваквата доверба во судството. Она кое што исто така би го набројала како причина е всушност дека најголемите политички грешки на СДСМ и ДУИ, кои што ја разнишаа и онаа малку доверба, беше всушност наградата на Кацарска, која што ја донесе драконската казна на обвинетите од 27 или уставобранителите и веќе повеќе од 6 години тие се наоѓаат во затвор. Таа е наградена, а при тоа на Универзитетот во Колумбија се изучува за пример како не треба да се суди. Ова е таа пародија која што СДСМ со ДУИ заедно ја створија во македонскиот правосуден систем и токму поради тоа довербата е таква каква што е. Катица Јанева денес во притвор или не знам дали е во притвор, меѓутоа за СЈО никогаш не докажавте дека е оправдано милионското трошење на суми или трошењето на милионски суми од буџетот на Република Македонија, зимањето на хонорари за некој кој што заврши во затвор. И никој никогаш не ги истражи ниту ревизорските извештаи, ниту пак се истражи кој обвинител како земал плата, а вие бевте задолжени да покренете одредена постапка и за оние обвинители кои што тогаш беа во тогашното обвинителство и да видите дали согласно закон го направиле истото. Русковска била предупредена кога била ставена за шеф на обвинителството за организиран криминал. Пред неколку дена имаше едно интервју и рече дека била предупредена, ма не знам од кој, дека ако биде поставена на таа функција, ќе биде наградена за постапката за 27 април. Знаете ли каква скандалозна изјава е тоа? Вие во моментот кога сте ја слушнале, а веројатно сте ја слушнале оваа изјава, требало да ја повикате и да земете исказ. Ви каже кој ја поставил, зошто ја поставил и зошто истата се чувствува дека е наградена. Дамева, во моментот председателка на Судскиот совет, некој кој што би рекла накратко дека не ги исполнува условите, исто така ја нарушува довербата и онака слабата доверба во судството и обвинителството. Некој кој што од судски соработник станал председател на Судскиот совет и гледаме дека сега ќе ги тресе во наводници и обвинителите во апелација, односно судиите во апелација, се извинувам. Црвенковска, еве како јавен обвинител. Дали вие, господине Љубомир Јовевски, ја повикавте после нејзината изјава дека истата се соочувала со притисоци од страна на судско бизнис елити? Дали ја повикавте како обвинител да истражите под каков притисок била истата, од кој бил правен притисокот и зошто? Доколку било докажано нешто такво, истата сметам дека требаше да си поднесе оставка воопшто од функцијата член на Судскиот совет, а не само од функцијата председател, затоа што јас не можам да верувам дека некој кој што не можел да се справи со притисоците на председателското место, би можел да се справи со притисоците кои што и се правени како член на Судскиот совет.
Татјана Васич Бозаджиева, позната веројатно за вас. Тоа е една од лицата кои што, за жал, одблесна во македонската јавност како некој анонимус кој што наеднаш стана уставен судија. Да, таа го прерипа она кој што за вас не може да го направат СДСМ и ДУИ и стана уставен судија, доби некаква награда. Меѓутоа, дали знаете дека доколку вие сте постапиле под одредени индиции за кои што имаше информации во македонската јавност за одредени набавки на вакцини, токму таа била една од лицата кои што стоеле за таа постапка во Министерството за здравство. И дека доколку вие преземавте одредени истражни дејствија во врска со овој случај, таа може би до денес немало ни да биде уставен судија. Абази, вие, господине Љубомир Јовески, го имате учествувано во носењето на Законот за јавното обвинителство. Законот за јавно обвинителство, каде што на одреден начин треба да се бираат шефовите на јавните обвинителства преку непосредни избори. Меѓутоа, за жал, не сте предвиделе ниту критериуми, ниту пак цензус, односно доколку бил решен Абази да гласа за самиот себе и да се кандидира, односно да се кандидира и да гласа за самиот себе, истиот ќе бил поставен на оваа функција. А при тоа да не ги забораваме сликите и да не ја забораваме декларативната одредба и во законот каде што кажува дека не смеат да бидат членови на политички партии. Татјана Чочоровска-Илиевска, исто така, член на СДСМ, активист во правната служба на СДСМ, дури и застапник пред Државната изборна комисија во 2016 година како член на СДСМ за приговорите кои што биле доставени таму. Понатаму, Арсем Адеми, човек за кој што во минатиот извештај доста се елаборираше, се кажуваше, и човек за кој што ние не видовме денес дека има покренето некаква постапка и така натаму. Исто така би ги спомнала и скандалите со Хардулахи или оној за кој што поради чие што председателствување се откажа и претходната обвинителка во СЈО и односно двајцата претходни кандидати кои што беа кои што претендираа на истото место се откажаа на многу сомнителен начин. И на крај ќе завршам со овој список на Ocean's 11 или на Incredibles, кои што се луѓе многу амбициозни и со кои што погреши СДСМ и ДУИ, што ги постави на оваа позиција, и луѓе кои што придонеа на да стигнеме таму кај што сме, а тоа е немањето на завршен факултет пред полагање на правосуден испит од страна на синот на Талат Џафери. Сите се овие коцкици и сите се овие причинители зошто довербата во судството и во обвинителството е токму таква каква што е. И сето тоа има своја цена. Цената е недоверба и цената е губење на власта. За жал се срушеа идеалите и на шарената револуција. Она нема правда, нема мир, исто така. Тоа е се уште парола, но за неа повеќе никој не збори. Гласно молчат сите. Гласно молчат и пратениците од СДСМ и ДУИ со исклучок на една пратеничка, која што ја почитувам како правник, кој што навистина има добри намери во врска со судството и обвинителството. Понатаму,
после оваа моја елаборација на причините зошто е ваква ситуацијата со судството и обвинителството, јас би продолжила со неколку аргументи кои што ги имам од разгледувањето на извештајот. Само во Република Македонија дозволено е годишниот извештај за 2021 година да биде доставен во собранието 7 месеци подоцна, односно дури и 8 месеци подоцна на 27.7.2022 година. Тоа се неверојатни 63 страни кои што биле составувани 7 месеци. Вие рековте дека е потребно подолго време за да се подготви овој извештај, заради тоа што има статистики кои што треба да се добијат. Кажувате дека компјутерските системи не работат на сите обвинителства и не можете навреме да ги добиете извештаите и затоа би било потребно повеќе време. Но еве пред мене е годишниот извештај за работата на Советот на јавни обвинители. Кога го разгледав, сватив дека всушност станува збор за копи-пейст. Статистиката која што ја давате вие во делот на вработени, во делот на сектори, е потполно иста. И јас не разбирам доколку сте вие член по функција во Советот на јавни обвинители, како не сте можеле да ги искористите механизмите на еден од овие органи и да пристапите кон поднесување на извештајот многу порано. На 20.12. на самиот крај од годината ние го разгледуваме годишниот извештај, но она што за мене е многу поразително е тоа што всушност ние по овој извештај не можеме да реагираме ништо. Не можеме да превземеме апсолутно ништо, заради тоа што дури 2022 година е завршена и буквално ние овие неколку дена ќе зборуваме за ланскиот снег. Во центарот на вниманието ќе биде и понатаму изборот на шефот на обвинителството на гонење за организиран криминал, Ислам Абази. Во фокусот ќе биде како и зошто си замина претходниот шеф на тоа обвинителство и никој нема да зборува за бројките. Зошто? Заради тоа што вие имате предвидено во обвинителствата низ Македонија да има всушност 274 обвинители. Вие имате 172 обвинители и кажувате дека имате потреба од повеќе обвинители. Во исто време, ниту алармирате да се распише оглас и да се пушти во Академијата за суди и јавни обвинители да бидат примени повеќе слушатели. Во исто време не барате пари и не барате финансиски средства како би ви се подобрила финансиската состојба. Бевме на расправа на буџетот на оваа комисија, односно во оваа сала, расправавме за буџетот и имало пример во минатото каде што одредени луѓе кои што сакаат да напредуваат во своето функционирање и во институцијата во која што ја представуваат, поднесуваат амандмани за зголемување на буџетот. Тоа никогаш не би било забрането. Меѓутоа, истото не сте го искористиле. Вие дозволивте амбасади на стратешки партнери да објавуваат дека се тотално разочарани од обвинителството, од причина што милиони евра, долари се вложени во безброј обуки, семинари, работилници за подобрување на капацитетите на обвинителите и самите обвинителства, а резултати нема, односно има негативни резултати и далеку полоши од тоа од пред неколку години. Во делот 8 во извештајот можевме да видиме дека присуствувале и стручно се доусовршувале повеќе обвинители и е потенцирано значењето токму на тие обуки. Меѓутоа, еве, пред непол месец се случи и тоа скандалозно бирање на нов шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, а при тоа никој не дозна зошто претходната шефица беше суспендирана.
Она кој што исто така го тресе вашето обвинителство е една статија која што ја најдов на порталите, каде што пишува дека се исчезнати докази доставени од Европска институција за криминал во Македонија и дека никој не знае каде се тие документи. Исто така се случило и поплава во просториите на обвинителството, онаму каде што се наоѓаат и одредени документи, во зградата на СЈО се поплавили и простории на обвинители во кои што имало документи од активни предмети. Тоа се случило само неколку дена откако беше суспендирана обвинителката за организиран криминал Вилма Русковска, која што водеше предистраги за неколку крупни функционери на СДСМ и ДУИ или луѓе блиски на власта. Многу од оригиналните документи може да се во канцелариите на обвинителите и не исклучуваат целосно дека е можно некои документи да бидат трајно уништени во поплавата. Дали е тоа вистина и дали на вистина такви документи имало пристигнати од некоја европска институција и дали е вистина дека истите се уништени. Ова сето што го изложувам сум го извадила од вестите и од статиите на новинарите. Од 33 кривични дела поврзани со корупција, наведени во извештајот, обвинителството дава податоци само за 3. Никаде не се споменуваат другите, како што се несовесно работење во службата, измама во службата и така натаму. Дали некој воопшто во обвинителството истражува или едноставно ја разгледува работата на обвинителите. Јас исто така ќе извадам еден документ или една информација која што излезе во јавноста далечната 2018 година. 30 ноември 2018 година во 14 часот вие објавувате денеска јавниот обвинител на Република Македонија Љубомир Јовески информираше дека обвинителството истражува кој и зошто ги снимил сите повици кои што се вршеле преку фиксната телефонска линија во зградата на обвинителството. Од 30 септември 2016 година досега се прислушкувани сите фиксни броеви од телефонските централи на јавното обвинителство на Република Македонија. Според објаснувањето на Јовевски, во собата каде што е вграден системот на фиксна телефонија биле пронајдени 2 хард диска, на кои што биле снимени сите телефонски разговори од септември 2016 се додека не биле пронајдени пред неколку дена. Ке се истражува дали и во претходниот период, пред да се пресели обвинителството во новата зграда, исто така биле снимени разговорите, истакна Јовевски, додавајќи дека, со оглед на тоа што јавното обвинителство на Република Македонија е во овие простори од 2013 година, ќе се утврдува дали податоците претходно се бришени. Истрагата, додаде републичкиот јавен обвинител, исто така треба да утврди дали евентуално снимените разговори од претходниот период биле копирани од хард дисковите или пак биле избришани автоматски, како и тоа дали некој ги користил за било какви цели. Ова до денес не е расчистено. Ова можеби треба да расчисти многу дилеми и една од првите задачи требало да биде токму ова. Сомнежите се сооправдување. Понатаму, во 2019 година, во вашето годишно обраќање, се надевам дека ќе имате и ова година, во вашето годишно обраќање, она кое што ми остави впечаток е дека вие всушност ќе го истражите и оцените. Еве ќе цитирам вашата изјава. Во оваа пригода сакам да најавам дека поединечно ќе се оценува работата на секој јавен обвинител преку систем за утврдување на резултатите на обвинителите,
На овој начин ќе се евидентира работата и ќе се детектираат слабостите во работата на секој јавен обвинител со единствена цел зголемување на ефикасноста во постапувањето. Ова е завршеток од вашето годишно обраќање на 27 декември 2019 година. Во извештајот на 2021 година, а добро се сеќавам и во извештајот на 2020 година, ние не видовме дека опишувате дека обвинителството истражило за секој еден обвинител дали е ефективен, колку предмети има завршено, колку предмети му стојат во ФИОК, каква оценка има за неговата работа и дали оценувањето од страна на висшите јавни обвинителства е соодветно. Затоа што вие имате моќта да истражите и дали некој од висшите јавни обвинителства ја врши својата работа онака како што треба. Она кое што ја обележа оваа година, ќе повторам дека е веројатно и вашето препукување, несакање да се сретнувате со вице-премиерката Грковска. И она што е заклучок на македонската јавност е дека вие всушност не можете да се договорите и не можете да ги надминете одредени своји суети и токму поради тоа трпи правдата и трпи довербата во судството и во обвинителството во Република Македонија. Јас би продолжила понатаму со одредени скандали и она кое што би сакала да го потенцирам е дека всушност во Република Македонија впечатокот за работата на обвинителството и судството го креираат неколку предмети. Никој не кажува дека обвинителството не постапува навремено за сообраќајни незгоди, за одредени кражби, одредени, не знам, одредени предмети кои што се сработени од страна на Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, и сме веќе виделе дека во Република Македонија изразот е дека одговараат луѓето за украдени кебапчиња, а големите функционери, нив апсолутно никој не ги чека. Јас би сакала да ве прашам што е со предметите кои што ги отворила Вилма Русковска и на тоа едно интервју самата посочила дека тоа биле причини, односно тие предмети биле причина поради која истата е суспендирана. Тоа се предметите на Арафат Муареми, предметите за Беса Транс и Оливер Спасовски. Понатаму, еве јас би продолжила да ги набројувам предметите кои што сметаме дека за истите нема епилог и поради тоа е разочарана македонската јавност, а тоа е предметот на пасоши. Да, вие покренавте обвинителен акт и одредени луѓе веќе одговараат, односно има правосилна пресуда во врска со предметот пасоши, меѓутоа реакциите од македонската јавност се дека обвинителството не отворило истрага и не сакало да истражува за тоа кои биле нарачатели и организатори на добивање на вакви пасоши и државјанства во Република Македонија, за кои што еве имате и нови докази, имате и нови сознанија, а тоа е дека во една постапка пред одреден суд во соседна Србија има одреден лик кој што изјавува дека извесен Роко е тој кој што наплаќал по 30.000 евра за набавка на пасошите од Република Македонија и дека сето тоа било организирано. Понатаму, она кој што ја тресе македонската јавност и создава немок и бес кај македонците е нерасчистувањето со предметот на ласкарци. Во последниот период видовме дека е нарачано ново вештачење. Понатаму, предметот
Еве Нонишченко, гледаме дека Виктор Димовски претендира да добие повисока функција и таму има игра на тронови, игра за тронови, Game of Thrones се игра и таму и наеднаш сака да стане амбасадор, а при тоа никој да не понесе никаква одговорност за овој предмет. Понатаму Филипче и набавките на вакцини. Понатаму зошто никој не се заинтересира за објавените документи од Pixel Group и за тоа дека имале политичко влијание или премиерот имал политичко влијание врз добивањето на огромни суми на пари. Леонардо, Маđар Телеком, грандовите за иновации на Деспотовски, набавките во Рек Битола, Луи Витонот, куферот, ќе го повторам, и парите, парите од пиом на Мила Царовска, ќе го повторам прислушкувањето на обвинителството и писмата од Боки 13 и дали сето ова до денес не се истражува, токму поради тие судско-бизнис елити за кои што кажуваше Црвенковска. Господине Љубомир Јовески, ние треба секој да го даде својот личен придонес. И не смееме да замолчуваме и да се абстрахираме од проблемите кои што се случуваат во македонското правосудство. И кога зборуваме за проблемите, веројатно граѓаните имаат впечаток дека проблемот е во секој обвинител, дека проблемот е во секој судија, а не е така. Она кое што боли е дека не е така. Има судови во Република Македонија кои што безпрекорно функционираат, има обвинители кои што брилјантно си ја работат својата работа, за никој нема пардон, ама стигнале таму без политички амин. Ние страдаме од поединците кои што стигнале на правосудниот пиедестал како резултат на политиката. И затоа време е политиката да ги тргне раце од судството. Да се оградите, да се изземете и да кажете. Секој еден кој што има било каков притисок, мора да излезе и да каже од кој му е правен притисокот, зошто му е правен притисокот. Само така ќе ја одбраните вашата фела. Само така сите обвинители ќе имаат достоинство и чест, а во исто време ќе го зачуваат својот интегритет, да ја зачуваат целата фела. Истражете она кој што Црвенковска го отвори како Пандорина кутија. Таа самата каже дека имала притисоци. Вилма Русковска кажува дека поради одредени непознати причини има притисоци или дека суспендирана е токму поради тоа. Истражете го она кој што го кажуваат или можеби не толку гласно го зборуваат обвинителите и драстично ќе ја подобрите ситуацијата со довербата во обвинителството и правосудството. Колку и да вложуваме во Академија за суди и јавни обвинители, колку и да вложуваме во кадри, доколку ги научиме дека сервилноста кон политиката е нешто нормално, кое што треба да го прават сите обвинители и суди, ние нема да имаме подобрување. Јас можеби сум во моментот и многу дрска што го кажувам сето ова. Меѓутоа, некој треба да ја каже вистината. Ова го мислат граѓаните, ова е впечатокот на граѓаните. И затоа редно е да се погледнеме во очи и да кажеме дека проблемот не е до сите. Проблемот е до поединци. Истражете, отворете постапки. Ако се докаже дека нема ништо, излезете на пресконференција. Вие ја подобривте транспарентноста. За обвинителството не е проблем да излезе
и да каже, да соопшти на пресконференција. Знаете како беше во времето на СЈО? Излегуваа буквално секој ден на пресконференции и кажуваа со иницијали одредени лица, ние имаме предистражни постапки, имаме истраги, имаме не знам што. И сега можете да излезете. Еве, таксативно набројав десетина предмети, големи предмети, за кои што до денес ние немаме епилог. Македонската јавност не знае докаде се овие предмети. Или кажете, се постапува, не се постапува. Истраживме, нема ништо. Ако имаме ние аргументи дека сето ова што се шпекулира во македонската јавност нема ништо, тогаш се е во ред. Еве последниот скандал со она кој што излезе со Жан Митрев. Чекаме, поминува време, гледаме дека нема ништо. Цели стории се прават. Па вие ако пуштате телевизија и само да гледате Телма телевизија и Кот, ако ги гледате истражувачките стории на, како се вика, на оние ИРЛ, па вие сте ја завршиле половина од вашата работа. Па вие треба да поставите човек или обвинители кои што исклучиво ќе ги прибираат овие информации и ќе постапувате по нив и ќе излегувате на пресконференции, ќе кажувате поради интерес на јавноста. Ние имаме покренато истражна постапка, предистражна постапка. Пуштивме да собереме одредени факти и аргументи. А не да се чуди македонската јавност зошто обвинителството молчи. Тоа е генералниот проблем. И затоа јавноста има впечаток. Никој дека не се работи. Вие кажувате во овој извештај бројки и бројки. Огромни предмети со илјадници предмети. Ама тоа народот не може да го види. Она што го гледа македонскиот народ се овие предмети. И затоа вие треба да го дадете својот придонес и да постапите по овие предмети. Другите предмети нормално е дека си течат. Нормално е дека, пак ќе речам, 99% од обвинителите ја вршат својата работа. Вие паѓате во залог на 1% од обвинителите кои што се под влијание, под судско елитно влијание. Еве, она кој што исто така е загрижително, јас навлегов во она кој што веројатно сите ги боли, меѓутоа и во бројките да навлеземе. Обвинители се потребни, меѓутоа честни и достоинствени. Имаме простор за многу работа, за многу напредок, меѓутоа треба некој да се реши и да каже што беше, доста е. И да се рече не на било какви притисоци од страна на политиката. Затоа што сите сме сведоци на тоа и она е единствената, односно тоа е единствената причина што полека ја уништува Република Македонија. Ги очекувам вашите одговори. Ви благодарам.